Ве поздравувам и посакувам Божи благослов. Денес продолжуваме со Енох. Втор дел. Брат Данило се чудеше како оној за кого е најмалку напишано од хероите на верата, му посветувам 2 дела. Тоа е интересен парадокс. Но, кога би зборувале за Еноха, се што за него се зборува само на интернет последниве години, ќе ни требаат 10 или повеќе делови за да го обработиме. Претпоставувам дека многу што од тоа е засновано на вонбиблиските апокалиптични книги, меѓу кои книгите на Енох. Има и многу филмови. Видов еден филм, не го гледав, само забележав. Има еден филм 3 часа, што се вика Енох прв дел, што значи и тоа е на делови. Еднаш лани видов еден документарец, од прилика 1 час траеше, кој што не се викаше, не беше конкретно за Енох, иако тој многу се споменува таму. Беше документарец во врска со целиот предпотопен свет. Тој многу ми се допадна, дури имам намера друг пат повторно да го гледам. Како и да е, Енох е многу популарна личност денес. Личност стара над 5000 години, која што е се уште жива. И многу што се кажува, што е знак прашање, дали е точно и дали е така, како и впрочем за било што е сензационално, популарно, апокалиптично, како што постојат и разни толкувања, разни сваќања. И ние имаме предимство да ја познаваме Божјата реч и некои дополнителни откровенија од духот на пророштвото, за да со нив го мериме и го испитуваме секое друго верување, секоја друга наука, секое друго тврдење, исказ, откровение, видение и така натаму. Пред да отвориме и да читаме, овој пат само од духот на пророштвото, како што најавив, само да споменам дека, бидејќи некој ме прашувавте, минатата сабота кога споменав фрапантни случувања во Соединетите Американски држави, тоа го споделив со брат Данило и со професорот насамо. Имено како што, ако следите, забележувате дека новиот Трампов министер, Илон Маск, ги има ставено на жешка столица еден куп институции и личности на поранешната власт, меѓу првите ја осуди и целосно ја разобличи како злосторничка организација, криминална организација, така наречената УСАИД, за која што дури минатиот петок, имав прочитано, предходно знаев од минатиот месец и имаше обвинето, самиот Маск ја имаше обвинето за развивање на биолошко оружје, но минатиот петок имав прочитано дека таа е одговорна за развој и производство на вирусот COVID. Вирусот за COVID-19. Значи, најголемата теорија на заговор во оваа деценија
е докажана и потврдена со изјавата на денешните американски власти. Фрапантно. Нешто повеќе за тоа во иднина, како што зборев и порано. Да се подсетиме уште еднаш на воведните зборови од овој пат само главниот текст од посланието до евреите, 11 глава. Значи, новозаветниот текст, 11 глава, 5 и 6 стих. Уште еднаш. Преку вера Енох беше преселен за да не види смрт. И не се најде, бидејќи Бог го пресели. Зашто пред преселувањето тој доби сведоштво дека му угодил на Бога. Според тоа, кој се ќе се најде еден ден во Божието царство? Кој се ќе живее во оние станови, што ги споменавме минатата сабота? Оние што му се угодни на Бога. Вие со кого живеете? Со некој што ви е угоден, нели? Со кого живеете заедно? Ако живееш со некој што ти е угодно, згодно ти е со него да живееш, така? Сакаш да живееш со некој што не ти е згодно со него да живее? Сакаш да живееш со некој таков? Може, луѓето живеат така? Не. Така и Господ. Кој све ќе живее со Господ? Оние што нему му се угодни и оние што сакаат да живеат со него. Некои што им е угодно да бидат со него постојано. Оние што го љубат него и оние што нему му се угодни. Може поинаку? Може поинаку? Не може. Како може поинаку? Може да живееш, ќе прифатиш да живееш со човек што не го сакаш? Не може. И 6 стих. Сето ова Енох го постигнал со вера, а без вера не е можно да му се угоди на Бога, бидејќи оние кои доаѓаат кај Бога треба да веруваат дека тој постои и дека ги наградува оние што го бараат. Знаете, еднаш порано ја разбрав и оваа вон библиска информација, податок. Енох бил толку близок со Бога. Може да се замислите како тоа изгледало. Значи, во негово време нема Библија, нема ниту прва Мојсеева нема. Како во тоа време си можел да бидеш близок со Бога? Да, нема црква, нема храм, но беше Едемската градина, беше рајот, двајцата ангели, нешто многу реално. Енох бил толку близок со Бога, што наводно, според некои тврдења, некои од паднатите ангели, некои во множина, со и, значи, побарале од Еноха. Што? Погодете што? Да посредува за нив и да го замоли Господа да бидат примени назад. Од Еноха побарале. Наводно Енох тоа го сторил,
И одговорот бил не. Да. Господ не се предамислува. Фала му и слава му што се уште ние, за нас се уште тече времето на милост. Кога и таа врата и за нас ќе биде затворена, после тоа, значи за ангелите што сгрешиле, брат Борче добро не подсети минатиот пат со Ананија и Сафира, значи, ангелите што сгрешиле во присуство на Божијата слава, тие се еден случај. А луѓето што го немале баш тоа, не дека немале ништо, но го немале баш тоа, тие се друг случај, особено ние денес. Меѓутоа живееме во навистина апокалиптична деценија, почнуваат да се случуваат настани кои што уште повеќе не приближуваат до апокалипсата. Нешто што и ја го доживеав минатава среда сега, после молитвениот час. И ќе биде интересно, не во смисол на сеирџии, затоа што ние сме учесници во големата борба, ќе биде интересно да се живее, но само со вера ќе биде интересно, инаку без вера ќе биде катастрофа, ќе биде страф и трепет. Да се живее сега во наредниве месеци и години, колку што ќе има време до крајот. Господ да ни е на помош во сето тоа. Најавив дека цитатите што само ги парафразирав минатиот пат, сега ќе ги прочитаме буквално во македонските преводи. Прво ете од рани списи, оној цитат, оној вселенски цитат. Рани списи во македонскиот превод на 32 страница. Елена Вајд конкретно ги напишала овие зборови. Прво зборувала за градот, за небесниот Ерусалим, новиот Ерусалим, за дрвото на животот, например, вели, плодовите на обете дрвија, бидејќи дрвото е опишано како две дрва што растат од двете страни на река, реката на животот, а потоа нагоре нивните круни или крошни се соединуваат во едно дрво. Плодовите на обете дрвија изгледаа прекрасно, меѓутоа од едно им беше забрането да јадат. Ово се мисли и на дрвото на забранетото дрво. Тогаш ангелот придружник ми рече, никој од овдешните жители не вкусил од плодот на забранетото дрво. Да вкусиле и тие би паднале. Потоа бев пренесена на една планета која што имаше 7 месечини. Таму го видов добриот стар Енох, кој беше земен на небото преобразен. Во десната рака држаше прекрасна палма. На секој нејзин лист пишуваше победа. Врз главата имаше бел, сјаен венец, составен од листови, и на секој таков лист во средината пишуваше чистота. Венецот беше подрабен со разнобојни драги камења, кои блескаа посјајно од звездите, и фрлајки го блесокот на буквите, тие уште повеќе се истакнуваа. Краевите на венецот на тилот од неговата глава беа споени со лента на која беше испишено светост. Над венецот стоеше круна поблескава од сонцето. Го прашав дали е тоа неговото постојано живеалиште откако се вознел од земјата. Не, одговори тој, градот е моето живеалиште. Овде дојдов само во посета. Каде на друга планета со 7 месечини. Сепак тој и тука толку слободно се движеше како да е во својот дом.
И потоа Елена Вајд продолжува велејки: го замолив мојот ангел придружник да ми дозволи тука да останам. Колку било убаво. Не во градот, не зборува за Новиот Ерусалим. Зборува за ова планетава кој што го сретнала Енох. Стариот добар Енох. Над 5000 години стар. А на изглед млад. Но ангелот ми рече: мораш да се вратиш и ако останеш верна. Кај да се вратиш? Во оваа депонија овде. И ако останеш верна, ќе имаш предимство заедно со 144,000 да ги посетуваш сите светови. Сакате вака? И да ги наблюдуваш делата на Божите раце. Колку светови постојат во Божијата вселена? Сите светови. Прекрасно. Сакав да читаме некои цитати од патриарси и пророци, но таа е попозната книга и верувам дека сите имате копија од неја во своите домови. Па ако немате друга работа, препорачувам ова попладне, прочитајте ги во поглавието, главата што носи наслов Сит и Енох, барем за Еноха сите пасуси од таа глава. А сега ќе го прочитаме и оној текст што го споменав минатата сабота, но и малку повеќе пасуси пред него. Тој текст се наоѓа во 8-та книга Сведоштва до црквата, 262 страница во македонскиот превод, 331 страница во англискиот оригинал. Всушност, тој е цел еден одсек, цел еден поднаслов, што носи наслов Искуството на Енох. Искуството на Енох. Па да послушаме што вели Духот на пророштвото. За Еноха е запишано дека живеел 65 години и тогаш го добил првиот син и дека после тоа живеел според Божијата волја колку? 300 години. Брат Зоран правеше некои пресметки минатата сабота, после проповета, за да види до кога бил Енох на земјата, колку време пред потопот и колку време после Адамовата смрт. Тоа може да си го направите и дома, според хронолошките податоци во првата книга Мојсеева. Кој бил првиот син? Што го добил? Матусал. Да. Или, бидејќи Матусал живеел до годината на потопот, значи 969 години пред потопот, Енох имал 65 години. Плюс 300. Па споредете го тоа со Адамовиот век, првите 930 години. И колку сето тоа било пред потопот. И во текот на тие рани години, Енох исто така го љубел Бога. Имал стравопочит кон него и ги држал Божите заповеди, на кои рани години мисли, пред да стане татко. Пред таа возраст од 65 години. И тогаш бил верен на Бога, го љубел Бога, имал стравопочит кон него и ги држал Божите заповеди. Но, по раѓањето на својот прв син, се издигнал на еден повисок степен на искуство. Каква промена било ова во неговиот живот? Јас не знам, Борче не знае, вие што имате, што сте имале деца, кажете ни.
стапил во поблиска врска со Бога. Откако го добил својот прв син. Зошто? Еве што вели Елена Вајд. Кога ја видел љубовта на детето спрема таткото, детската искрена доверба и неговата заштита, и кога го почувствувал длабокиот копнеш на нежноста на татковото срце кон тој син првенец, значи кога ги доживел своите татковски чувства, тој ја сватил драгоцената поука на чудесната Божја љубов спрема човекот, која се одразила во дарувањето на неговиот син, значи на Божиот син, и довербата со која Божите деца можат да се потпрат на својот небесен татко. Сте имале вакво искуство, вие што сте или сте биле родители? Вашето дете да покаже безгранична доверба во вас, значи ни малку сомнеш, 0,00% сомнеш. Што рековме, што представува вистинската вера? Цврстата убеденост, нема место за микроскопска сомнеш. Сеќавам кога ни кажуваше, се сеќавате на Джеймс Хази, Джим Хази од Лондон. 90-тите години тука ни кажуваше во една негова проповед како имал искуство со неговите деца. Тој ги имал научено децата кога се враќал он од работа и детето, бидејќи така им била собата, пред собјето поточно, скалите, детето било качено на скала, скалите гледаат кон влезната врата и штом влегува овој таткото, детето се фрла од скалите право во неговите преградки. И тој така ги научил децата, пред тоа така се играле, но еднаш влегував дома еден ден, враќајќи се од работа, од надвор, и не го очекував тоа, а детето веќе се фрла од скалите, пушта ми актовка и било што сум држал во моментот, мора и да беше нешто скапоцено, мора да падне и да се испокрши, само за да го фатам и да не ја изневерам неговата безгранична доверба. Видите, тоа е некаде од 94-та или 5-та година кажано, 30 години ми остана во главата. Тој ништо друго не се сеќавам од неговата проповед тогаш. Кога Енох ја сватил нежноста на татковото срце кон тој син првенец, ја сватил драгоцената поука на чудесната Божја љубов кон човекот и вистината за Божиот син и довербата со која Божите деца можат да се потпрат на својот небесен татко. Бескрајната, неиспитлива Божја љубов откриена во Христа станала предмет на неговото размислување ден и ноќ. Тој со сета срдечност на својата душа настојувал таа љубов да ја открие на оние меѓу кои живеел. Значи, од што бил поучен Енох? Рековме, нема Библија. Нема книги воопшто. Од што бил поучен Енох? Не читаме се уште, барем до сега, не прочитавме, примал некои специјални виденија, барем до сега. Отпосле да. Прво бил поучен од, што се однесува до лично искуство, значи од татко-синовскиот однос.
Бескрајната, неиспитлива Божја љубов, откриена во Христа, станала предмет на неговото размислување ден и ноќ. Тој со сета срдечност на својата душа настојувал таа љубов да ја открие на оние меѓу кои живеел. Енох не одел со Бог во занес или визија, еве го тоа. Значи, што значи, сега малку ни се објаснува, што значи тоа дека одел со Бога? Значи, тоа не значило дека овој човек имал еден куп сензационални откровенија, виденија, визии, посети од ангели и така натаму. Тоа може би постоело ретко од време на време, но тоа не било суштината на неговиот однос со Бога. Енох не одел со Бог во занес или визија, туку во сите должности на секојдневниот живот. Значи, практичниот. Тој не станал испосник, пустиник, монах, не се одвоил потполно од светот, бидејќи во светот требало да изврши едно дело за Бога. Во семејството и во сообраќањето со луѓето, како сопруг и татко, како пријател и граѓанин, тој секогаш бил непоколеблив, доследен Божји слуга. Како што поминувале вековите, во времето на Енох луѓето броеле векови, не години, од својот живот. Како што поминувале вековите, неговата вера станувала се посилна, а љубовта се посрдечна. Сакате вака? Велат на 100 годишна возраст ти растат нови заби, цел комплет нови заби. Замислете, предпотопните патриарси на секоја 100 години нови заби, 200 години нови заби, на 300 години нови заби. Тоа е само еден небитен детаљ. Не. Значи, неговата вера станувала се посилна, а љубовта се посрдечна со сите наредни векови. За него молитвата била дишење на душата. Живеел во небесната атмосфера. Видите, Енох е потврда дека, што е искуство на многу Божји угодници до ден денес, дека човек само со молитва, покрај исполнувањето на другите должности, само со молитва, сакам да кажем, без да чита или да има некакви други откровенија, само со молитва може да се издигне горе и да комуницира, да општи со небесниот свет. Зашто? Бидејќи, како што скоро прочитавме, слушнавме, молитвата, тоа беше во утренските стихови, нели, последен пат, молитвата не го спушта Бога кај нас, туку нас не издигнува горе кон Него. Да, мислам дека беа за време стиховите од Љубица што ги читаше минатиот пат. Или срејата, или не сеќам се, дали беше срејата или минатата сабота, да. Знам дека беше скоро. Кога пред неговите очи се отвориле сцените на иднината, еве ги почна и визиите. Меѓутоа, подоцна, не веднаш. Енох станал проповедник на праведноста, пренесувајќи им ја Божјата порака на сите оние кои сакале да ги слушаат зборовите на предупредување. Во земјата во која Каин побегнал, сакајќи да се сокрие од божествената присутност, че Каин бегал од Бога.
И денес, што прави грешникот денес? Бега од Бога. Луѓето бегаат од Бога. Зошто? Што вели Исус? Кога дошла светлината на светот, луѓето ја замразија, ја засакаа темнината. Не ми треба светло, бегај, не ми треба светло. Сакам темнината. Затоа што нивните дела се зли. Божиот пророк, значи, во земјата на Каин, во, како се викаше, Наин, како се викаше, Божиот пророк објавувал чудесни сцени кои му биле покажани во видение. И еве го цитатот што го споменавме од Јуда 14 и 15 стих. Ете доаѓа Господ со илјадници своји свети ангели за да изврши суд над сите и за да ги разобличи сите безбожници за сите нивни нечисти дела што ги беа направиле со своите беззаконија. И за сите лоши зборови што ги изрекле за него безбожните грешници. Оние кои слушале, почувствувале дека Божјата сила делува преку неговиот слуга. Некои го послушале предупредувањето и се откажале од своите гревови, но повеќето се подсмевале на свечената порака. Значи и тогаш имало луѓе што се смееле на ова. Да, се подсмевале, се подбивале. Во овие последни денови Божите слуги мораат да му објават на светот слична порака и исто така ќе најдат на што? На неверување и подсмев. Како и борчевата порака, моето тело, Божја собственост. Најдена подсмевнат, Бог се прослави преку неја, што медиумите всушност ја изрекламираа ни сета македонска јавност. Како што поминувале годините, сега не вековите, туку годините, што значи? Последните. Во последниот, од после 300 годишна возраст, плимата на човечките беззаконија станувала се подлабока и подлабока. Се собирале се помрачни и помрачни облаци на божествениот суд. Но Енох, сведокот на верата, се држал за својот пат, предупредувајќи, преколнувајќи и поучувајќи, трудејќи се да ја спречи плимата на беззаконието и да ги сопре стрелите на одмаздата, односно Божиот гнев. Луѓето од тоа поколение му се смееле на лудоста на оној кој не се трудел да собере злато и сребро, ниту да добие имот во овој свет. Замислете, каков бил Енох. Енох не се трудел да стекнува имот на оваа земја. Иако можел да живее и веќе живел со векови на неа. Денес луѓето кои што живеат мизерни, колку? 70-80 години максимум, тоа за мојата генерација знак прашање, дали ќе дочека и толку. Веќе почнаа да умираат под 50 години. Се што прават е стекнување имот на оваа земја. Често пати ние живееме и се држиме за некој имот, како да ќе живееме 1000 години во таа куќа, во тој стан. А всушност, колку живееме? Ние сме тука подстанарите, реков. Каде сме подстанари? Тука сме подстанари. И овој пат многу кратко сме. Многу пократко од предпотопните патриарси. Се сеќавам Раде Цапевски од Австралија, кога кажуваше таму 98 година, како македонците во Австралија, кога ќе се сретна македонец со македонец, селска работа. За ништо друго не прават муабет, ти колку куки имаш, ти колку коли имаш.
ти што до сега си постигнал овдека, значи, во странство? Каков бизнис тераш? Синовите, керките, како? Тоа. Шо друго? И на Еноха му се смееле. Зошто тој не е како нив? Не стекнувал имот, не се ни трудел да собира злато и сребро и да стекнува имот на овој свет. Но Еноховото срце копнеело за вечното богатство. Неговиот поглед бил насочен на небесниот град. Тој го видел царот во неговата слава среде Сион. Што посака Елена Вајд после првите нејзини визии на небесниот свет? Да остане таму. Зошто? Тоа било толку убаво. Замислите, побарала да остане таму, а тука на земја се и мајка и татко и сестрите, не знам дали уште била мажена, уште не била, но еде да речеме и Джеймс Вајд. Какви родители, какви браќа и сестри, какви пријатели, како верени, какви бакраци. Сакам да си останам тука и точка. Толку било убаво. Епа кога еднаш ке го видиш тоа, тогаш, како што самата вели, кога се враќала, после видение, се враќала на оваа земја, знаете како, се сеќавате како Елена Вајд го опишува тоа? Вика, после тоа, вика, се спуштав назад во овој мрачен свет. Депонијата. Мрачен, прљав свет. Уште малку. Тој го видел царот во неговата слава среде Сион. Доколку било поголемо постоечкото беззаконие, дотолку бил посрдечен неговиот копнеж за вечниот дом. Значи, колку се множело беззаконието овде, како и денес, толку помалку сакаме да имаме работа со овој свет. Толку повеќе копнееме за идниот, за вечниот. Иако се уште се наоѓал на земјата, тој со вера престојувал во царството на светлината. Блажени се чистите по срце, зашто тие ќе го видат Бога, Матеј 6:8, Христовите зборови. И еве го пасусот од минатата сабота. Сега внимавајте конкретно, значи не го тврди пасусот, како што реков и тогаш, дека Енох влегол во рајската градина, па заедно со неа, може би било така, но не е тоа, не се докажува од самиот цитат. Да, за во небесниот Ерусалим сигурно. 300 години Енох копнел за чистота на срцето, за да биде во хармонија со небото. 3 столетија одел со Бога. Кој денес оди толку долго? Од ден во ден копнел за непосредно единство. Општењето станувало се поблиску, додека Бог не го зел кај себе. И сега еве клучната реченица. Тој стоел на прагот на вечниот свет. Помеѓу него и земјата на блаженството имало само уште еден чекор. И тогаш вратата се отворила. Одењето со Бог, кое толку долго трајало на земјата, продолжило. И тој поминал преку вратата на светиот град, како прв помеѓу луѓето кои таму влегол. Да. Преку вера, Енох беше преселен за да не види смрт, зашто пред преселувањето тој доби сведоштво дека му угодил на Бога, Евреите 11.5. И последната реченица од оваа глава.
на такво општење, на такво дружење со Бога, на таква комуникација со Бога, на такво одење со Бога, на таков брак со Бога, Бог не повикува и нас. На каков? На Еноховиот. Како Еноховата, таква мора да биде светлината на карактерот на оние кои ќе бидат откупени помеѓу луѓето при второто Господово доаѓање. Со други зборови, такви ќе бидат запечатениот остаток, како што е и опишан во Библијата. Што повеќе да се каже? Амин. Нека му е фала и слава на Господа. Амин.